првично. Денес, ризиците кои јас ги гледам се во капацитетноста на институционалното аплицирање на тие пари. Ние често го зборуваме тоа, еве и со вас, многу е ова вредно прашање и корисно да го дискутираме. Не сум јас баш убеден дека македонскава држава има капацитетност во компании од градежниот сектор да влезе во тој коридор 8-10 како и да е планиран. Не сум баш сигурен дека тука треба да го фокусираме поголем ризик. Парите еве веќе ги обезбедивме. Тоа значи како едно семејство сега. Обезбедуваме ние семејство одредено пријателско позајмување на пари. Ако ги потрошиме во луксус, купување на некој современ автомобил, не во одредено семејно капитално инвестирање, дали во харти од вредност, дали во недвижнини, што и да е, така натаму, сме донеле погрешна одлука. Па така и макроекономијава, да поедноставам за гледачите. Ако ги насочиме во некоја тука сакам да верувам дека државните менаџери на вистина имаат стратегија и се водат од таа стратегија. Бидејќи вие ако не направите стратешки, тоа го викаме ние стратешки контролинг, одредено 3 до 5 години едно предпријатие каде да го видам и секоја година да го операционализирам преку оперативно исполнување, тогаш не знаеме кај одиме, се водиме од дневни активности и одредени адхок одлуки. Така да ризиците тука би ги позиционирал, а ова го поздравувам, тоа значи дека еве како некој човек кој нема никаква врска со политичариве, сакам да пуштам една порака, да, добро е, продолжите, правете лоби група и на еден начин продавајте ја држава во насока, продавајте ја приходите на државата во насока на внесување на пари. Сега, ние од другава страна ќе ве следиме во начинот на имплементацијата.